Фокусот го ставаме на здравствените работници. Медицинските сестри се значаен столб на здравствениот систем. Зошто треба да инвестираме во нив? Еве. Така е, за најзначајниот столб на здравствениот систем и проблемот со се поголем кадар кој што ја напушта Македонија и представува сериозен предизвик во функционирањето на здравствениот систем, како да ги заштитиме, како да им понудиме подобри услови за работа, што им треба за да останат во државата. Разговараме со претседателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акуширки и стоматолошки сестри. За нас Гордана Бешлиевска, добро утро. Добро утро, ви благодарам многу на окажаната покана и на моментот и времето за да можеме да го подигнеме гласот за сестринството. Некако, првото прашање секогаш ни се врзува за тоа каква е состојбата на медицинските сестри, каква е нивната положба во Македонија, но сметам дека треба да ве прашаме и најсликовит одговор да добиеме за тоа како изгледа европска медицинска сестра. Ајде така, овој пат да започнеме. Па така е, вие континуирано нас не следите, ние искочивме од онаа флоскула дека само во неделата на сестринството сме присутни нели во медиумите, бидејќи унијата, Сдруженијето на медицинските сестри се континуирано со стручни настани, професионални настани, просиндикални барања и така понатака ги носи сестрите во етерот и направивме една голема сериозна видливост на сестринството во Македонија, каде што меѓу другото, значи целокупната наша јавност, нашите пациенти, за чија што вредност ние најмногу се грижиме во нашите фундаментални испораки на нашите компетенции на работни задачи, веќе знаат дека медицинските сестри се наоѓаат во една незавидна ситуација, која што ние осликуваме како ситуација во која или состојба во која што имаме една нездрава работна околина, каде што имаме потреба од вакви подобрување на безбедносните услови за работа, за кои што зборував да и пред малку и секоја чест на Сдруженијето за безбедност кој што ги испорача, како што ги испорача сите оние потреби кои што се за работното место потребни. На трето место сето она кој што е задоволството од личните доходи, кој што ги прави на некој начин и оние сите други задоволства на работното место. Признавањето на медицинските сестри кои отстапува во здравствените институции, непризнавањето на образованието, немањето на академските студии на медицинските сестри, неостварени во образованието и не знам уште колку не треба да докаже и да каже дека сестрите во овој момент имаат една недостоинствена ситуација која што се надеваме искрено преку сите наши напори со кои што ние во Сдруженијето и во Унијата работиме преку стручните настани и се отворивме према Европа, регионот и секаде го внесовме Сдруженијето во европските асоциации и правиме и притисок и директен и индиректен и постигнавме многу, меѓутоа за жал преку времени закони, времени одлуки и така понатака кои треба да се озаконат, кои треба да влезат во еден континуитет и на некој начин значи да работат на оно што се вели автономност на медицинските сестри. Кога сме кај прашањето како треба да изгледа една европска сестра, таа треба значи или сите ние кои што стакаме да бидеме врз основа на хорикулумите и она која што го предвидуваат директивите за медицинските сестри во болниците, таа треба да има автономија на работа, треба да биде признаена на работното место, треба да има кариерен развој, треба да носи сама одлуки на работното место, треба да има лични доходи во кои што ќе се остварува, треба да има простор и можност да ги надградува своите специјалности во делот на незината здравствена нега, да се едуцира, да допринесува, така да мислам дека ние сме сега многу далеку од тоа, меѓутоа Унијата и Сдруженијето работното тоа и ние се надеваме дека еден ден сето ова кое што го работиме за доближување на современото сестринство ќе го имаме во нашата професија. 92-та година влеговте во здравствениот систем, Така. 32 години подоцна. Дали се чувствувате позаштитено, подостоинствено? Ако се менуваат тековите и времињата, а модерното време носи напредување во секој сегмент. Така. Какво е личното чувство? Ме затековте со личното прашање, јас секогаш умеам и сакам да зборувам за сестринството многу малку, меѓутоа точно дека сето ова што го изнесувам го бранам со моето искуство, кое што го имам и на вистина 92-та година почна моето работно искуство во тогашната воена болница, каде што јас уште се градам како и сум на позициите сега во моментот на стручното обезбедување на вработените во болницата, во меѓувреме сите дошколувања ме донесува во некој ниво каде што можам да допринесувам во системот за управување со квалитет и сето она кое што се нарекува акредитациони норми и процедури во болниците, бидејќи имам и таков ангажман. 92-та година во тогашната воена болница структурите и поставувањето на персоналот беа врз едно хиерархишко ниво каде што професионализмот пред се беше тој кој што ви ги одредуваше нивоата преку кои што испорачувавте до
до пациентите. Со текот на годините, значи, дојдовме до ситуации каде што за жал понекогаш професионализмот, односно не понекогаш, туку во денешницава професионалците некако се маргинализирани, премногу добивме политичка реторика и национално пребројување, барем ние сестрите во болниците, ги маргинализиравме сестрите со вештини и со знаење, донесовме на некој начин дошколувани, приучени кадри во болниците кои што завземаа раководни позиции и ги пригушија сите овие вештини и сите овие професионалци на работните места, и тоа не е добро. Непризнавањето на образованието во моментот кој што го имаме на медицинските сестри на некој начин ги скара медицинските сестри во болниците и дојдовме до ситуација да моментот на немање на законот и нерегулираноста на професијата ги донесе сестрите во ситуација сега во овој момент да сите на свој некој индивидуален начин си ги решаваат прашањата во болниците, и тоа не е добро. Она кое што на сестрите во овој момент им е потребно и она кое што ни фали низ годиниве, за кое што јас искуствено можам да кажам, е дека многу е недостоинствено вие да зборувате дека 30 години сте во професијата, се уште не ви е регулирана со закон. Немате лиценца за работа, немате централно пребројување, никогаш не знаете колку сте потребни, колку треба да се произведат. Никој никогаш не ве прашал за тоа колку вие умеете, знаете и треба да допринесете, и сето она кое што го кажувате гласно и го сугерирате како такво, значи е отсутно во агендите на раководните структури. Искрено се надевам дека секоја една промена и ние ја доживуваме како надеж во која што сето оно кое што го бараме и што го на некој начин го работиме во Сдруженијето, во Унијата и со сестринството, почнувајќи од стручните настани и од целокупно да наше просиндикално однесување. Ние, поради отсуството на законот на сестринството и поради нерегулираноста на професијата, се однесуваме просиндикално. Сите барања за сестринството во синдикатот се вклучително наши барања од Унијата и од Сдруженијето. Тоа ние го иницираме и го бараме и по однос на условите на работа, и по однос на безбедноста на работа, и по однос на личните доходи, по однос на признавањето на ноќниот труд, на се што е, значи, во доменот на колективните договори каде што треба да се оствариме во болниците. Така да, ако направите една дискрепанца, имаме период во кој што сме биле задоволни од признавањето на професионализмот, па можеби сето тоа чинило некое задоволство. Сега доаѓаме во една ситуација во која што имате отсуство и на нормални лични доходи, нормална здрава работна околина во која работите, а пред се го немате и законот и не сте регулирани. И тоа е тоа кое што во моментот ми се чини на медицинските сестри им го прави недостоинството во кое што се наоѓаат. Велите, не сте гласни само еден ден, изминатиот период бројни активности, семинари за кои гласно се зборуваше за положбата на медицинските сестри. И сега да споменеме 10 мај, Свечена академија како своевидно заокружување на активностите. Па така, ние, значи, оваа година посебно прво морам да истакнам дека Сдруженијето го внесовме во 3 европски асоциации. Она кое што е многу битно и важно е дека сестринството влезе во Европската асоциација на медицински сестри со специјалистички студии. Што сакам да кажам, толку многу современоста на медицината оди напред да ние не можеме веќе да обучуваме и да имаме сестра само со општа нега и грижа. Нашите сестри имаат сите уски специјалности, специјализираат во сопствените области и ние сега како Унија, како Сдружение тоа им го овозможивме. Патем влеговме и во Сдруженијата со историјат на медицинските сестри, а сега имавме контакт на 2 меѓународни конгреси со председател на ИФНА, тоа е Европската асоциација на медицинските сестри со интензивно лекување. Јас со задоволство морам ова да го кажам, бидејќи и таму ни е прифатена апликацијата и ние за брзо време сестрите таму ќе ги внесеме. Ова е вовед за се ова вие што го кажавте, бидејќи на сите стручни настани кои што ги имавме, ние го имавме регионот, имавме Европа, го имавме конгресот, имаме 14 симпозиуми за себе оставени, само оваа година сработивме преку 11 друштва внатре со специјалности во Сдруженијето и сите ние многу активно работиме во делот на стручноста. Кога доаѓа неделата на сестринството, значи сакаме да ги потврдиме нашите успеси, сакаме да го потврдиме сето она што сестрите го чинат и го работат на работните места, меѓутоа сакаме да дојде до израз и хуманоста на нашата професија. Од тие причини на 10 мај Свечената академија која што ќе се одвива во домот на армијата, каде што ќе се сплоти сестринството да ги испочитува сите наши и ги испрати поздравите до 7 континенти на сите медицински сестри, ќе му дадеме и хуман карактер каде сестрите ќе допринесат за сестринството, бидејќи оваа состојба и овој социјален статус на сестрите ги донесе во состојба да, за жал, нашите сестри кои што се лекуваат и боледуваат, немаат можности да си приуштат финансии за дополнителни суплементи и сето она кое што изискува нивната здравствена состојба. Во текот на неделата ќе имаме учество со сестрите во народните кујни, каде што сакаме хуманото на сестрите да го пробудиме и да бидеме заедно со нашите
корисници на здравствените услуги, бидејќи тамо каде што треба да покажеме племенитост и хуманост. Одзивот е многу голем и мене тоа како председател на Унијата многу ме плени заради тоа што успеавме како здружение и како Унија да ги на некој начин да го предизвикаме единството кај медицинските сестри, да ги сплотиме од сите нивоа на здравствениот систем, од сите специјалности и они тоа го докажаа преку сите стручни настани и ќе го докажуваат во текот на неделата во сите активности. Го почнавме сето ова чествување од понеделник, каде што имавме настан во Прилеп со акушерките, имавме стручни соработници, каде што имавме прекрасен едукативен настан, продолжуваме со другите едукативни настани и ве очекуваме на 10 мај во Домот на армијата да ни дадете подршка каде што медицинските сестри ќе го слават светскиот ден на сестринството. Како и секогаш. Како и досега. Да. Колешката Наташа веќе е подготвена за вториот информативен блок во една реченица. Каков здравствен систем посакувате за себе и вашите колеги? Па тоа е здравствен систем во кој што ќе имат здравствените работници автономија, а пациентите ќе бидат вреднувани се со цел на покачување на вредноста на пациентот. Реков дека можеме се во една реченица. Најважната е кажавме на крај. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Одиме со вториот информативен преглед.